Добре дојдовте во третата епизода од серијалот Петте обивки на душата. Јас сум Дороти и денес нуркаме во Прана Маја Коша, телото на здивот, енергијата, виталноста. Ако Анна Маја е нашата форма, Прана Маја е нашиот внатрешен тек, движењето кое не престанува, кое не се гледа, но не го одредува ритамот на живеачка. Во ветската карта на свеста, Прана Маја Кошата е втората обвивка, составена не од материја, туку од животна енергија. Тука е праната. Праната е здив. Таа е принципот што го поврзува телото со умот. Дури изборот психосоматика не може целосно да ја опфати, затоа што праната се движи и пред мислата, и пред дејството. Во Таитирија Упанишада се опишува како мрежа од енергетски канали, нади, низ кои тече животната енергија. Кога тие се проодни, се чувствуваме живи, будни, присутни, страстни, сласни, живи. Кога се блокирани, тогаш настануваат болки, болести, анксиозност, депресија, замор, немир, несреќа. Во јогиската филозофија постојат 5 главни прани, секоја со своја различна функција. Првата прана е во срцето и белите дробови. Таа е поврзана со инхалација и внесување енергија. Ова е праната што не буди. Втората е апана, во долниот дел на телото, одговорна за елиминација, ослободување, физички и психички. Балансот на оваа прана влијае врз чувството на пуштање, опуштање, препуштање и сигурност. Третата е удана во грлото и во главата. Овозможува изразување, зборување, инспирација. Кога е блокирана, се чувствуваме затнати, неспособни да се искажеме, како нашиот глас да е запушен и не сме инспирирани. Работите ги правиме со туркање или насила. Четвртата е самана. Таа е во стомакот. Го регулира варењето, но не само на храната, туку и на емоциите. Нејзиниот баланс значи центрираност, фокус, стабилност. Вајана е петата и тече низ целото тело. Одговорна е за циркулација и координација. Ги поврзува сите системи. Кога овие 5 се во хармонија, виталното тело е тивко, но силно, стабилно, но флексибилно. Кога не се чувствуваме како да не можеме да земеме здив од животот. Прана Маја е емоционалното тело, не во смисла на чувства, туку како движење на емоции низ нас. Таа ни кажува каде сме заглавени, каде не сме, а каде не дозволуваме проток. Па, например, ако чувствуваме страв, имаме краток здив или плитко дишење. Ова е режим на стрес. Ако чувствуваме тага, имаме тежина во градите, тогаш телото ни е наврнато, спуштено некако. Кога чувствуваме радост, тука имаме експанзија, отвореност, одиме напред со градите. Кога чувствуваме бес, здивот е пресечен и силен. Имаме изблици на здив. Проблемот не е во чувствувањето или доминирањето на одредениот овие емоции, туку во недозволување на нивниот проток. Прана Маја Коша ни нуди простор да ги доживееме без да се идентификуваме со нив. Едноставно да поминуваат низ нас. Блокадите во оваа обвивка можете да ги препознаете на следните начини. Ако здивот е плиток, често незабележлив, се работи за анксиозност. Ако немате енергија, дури ни за најмали задачи, тука е инертноста во прашање. Праната не може да остане на едно место и во тие случаи вие можно е да сте расеани, да имате слаб фокус, да правите многу работи одеднаш, а тоа да не ви служи, на начин на кој тоа не ви служи. Телото е под контрола на симпатичкиот нервен систем
и нема регенерација, значи сте во хроничен стрес. Тука дишењето е клуч. Тоа е единствениот автоматски процес што можеме свесно да го контролираме и токму преку него можеме да ја балансираме прана маја коша. Во современата физиологија, првата врата за разбирање на виталното тело е нервус вагус, најдолгиот кранијален нерв кој ги поврзува мозокот, срцето, белите дробови и стомакот. Па, например, вариабилноста на срцевиот ритам е индикатор за автономен баланс. Колку е повисок heart rate variability, HRV, толку сме посмирени и адаптибилни. Можете и сами да измерите вариабилноста на срцевиот ритам и ако сакате да проверите колку сте навистина смирени, адаптивни и балансирани, една од најпрецизните биомаркер информации е ХРВ, вариабилноста на срцевиот ритам. Добрата вест, ја слушнавте, дека може сами да го измерите и тоа дома. Може да превземете одредена апликација која мери ХРВ преку камерата од телефонот или со сензор. Има неколку кои би ги дала како предлог, кои сум ги пробала и користела и со себе си и со клиенти. За iPhone и Android кој работи со камера е ХРВ 4 тренинг. Исто има Elite ХРВ, но овој бара сензор, но благодарение на тоа и дава понапредна анализа. Има и Veltory, исто така достапно со камера или со Apple Watch. Камерата го мери пулсот од прстот преку светлото. Тоа е PPG технологија. Седнете мирно и мерете од 1 до 3 минути, мерењето се прави наутро, веднаш по будење, ставете го прстот на камерата, ако апликацијата го побара тоа и дишете нормално и бидете мирни. Апликацијата ќе ви покаже вредност, наречена RMSSD или HRV скор. Повисок HRV скор, например од 60 до 100 ms, е добар автономен баланс и отпорност на стрес, додека пак низок ХРВ скор, например под 40, под 30, е знак на замор, стрес, анксиозност и небалансираност. Секако, секој човек има своја нормала, важно е да ја следите вашата собствена тенденција, дали расте или паѓа со тенокот на деновите и во различни животни фази. Зошто ви е ова важно? ХРВ не ви кажува само какво ви е срцето, туку како вашето тело и мозок се справуваат со животот. Колку е повисока ХРВ, толку сте порезилиентни, толку сте подготвени за стрес, се носите со сите емоции, со секој физички и ментален напор. И истражувањата од Харвард и МИТ покажуваат дека свесното дишење ја менува структурата на мозокот, ја намалува активноста во амигдалата, која во суштина е центарот за страв, и го активира префронталниот кортекс, кој е центар за избори, правење избори и саморегулација. Стивен Порс преку поливагалната теорија објаснува дека бавниот ритмичен здив активира чувство на безбедност, што возможува исцелување, конекции, отвара поле за учење и полиња за океанска љубов. Во НЛП исто така работиме со здивот, како начин да засилиме одредена ментална или емотивна состојба. Исто така како начин да ја менуваме историјата. И едно од моите омилени изреки кои ден денес ми е омилена, не само во моментот кога ја дознав, во суштина како се влюби во НЛП, тоа е изреката: секој има шанса за среќно детство. Со време, например, бокс бритинг ја враќа состојбата на баланс, субмодалитетниот шифт преку дишење, например, ако мислиш на вознемирувачка сцена и дишеш плитко, доживувањето го засилуваш дури и денес, иако може би зборуваш за настанот пред 10, 15, 20 години. Но, ако го промениш дишењето додека ми раскажуваш, например, за настанот од пред 10, 15, 20 години, ја оддалечуваш сликата која ја гледаш и започнуваш ритмично, длабоко дишење, одеднаш интензитетот на емоциите од трагичниот, да речеме, минат настан во денешницата се менуваат. Практика за трансформација.
Кога научив да дишам подлабоко, не само што ми се смири срцето, туку ми се отвори внатрешен простор, полена огромна слобода, како да вдишувам прадоверба. Се сеќавам едно утро со полно сонце на прозорето, со стегнат сомак, само седев и ги ставав дланките на градите и дишев. Дишев, просто дишев. Го чувствував телото како ништо не крие. Бара здив. Не е онаков разумен здив. Бара нежност во постоењето. Овдека, ако би сакала да дадам предлог домашна пракса, може би е убаво и вака отворено да се обврзам, да ја спроведам. Одамна ја мислам, процесот на присутност. Спремајте се оние кои сериозно сакате да се посветите на себе откривањето, работата на себе и живење на својата најдобра верзија. А сега, смирете се. Седнете или легнете. Погрижете се телото да е опуштено, па макар и да се движите. Диши во ритам. 4 секунди вдишувај. 4 секунди задржи го здивот. 4 секунди издиши и 4 секунди прави пауза. Ова е дишење во квадрат. Повторувај го ова неколку пати. 4 секунди вдишуваш. 4 секунди задржуваш. 4 секунди издишуваш. 4 секунди паузираш. Повторувај. Додека вака дишеш, врзано, визуализирај како ти зборувам. Со секој здив светлина влегува низ вашите нострави. Светлината се движи низ градите, низ срцето, низ стомакот, во карлицата. Потоа се шири низ рацете, нозете, до врвот на главата. Замислувај дека секоја клетка ја пие оваа светлина. Гледај светлината како тече во сите 5 насоки, 5 прани и шепоти. Јас сум енергија во движење. Здивот е моја сила. Животот дише низ мене. Повторувај си оваа медитација најмалку 3 пати дневно во врзан период од неколку недели. Наутро, попладне, навечер. Можеш и да си поставиш потсетник на мобилниот. Земи свесен здив и започни, секојдневно. Забележи кога автоматски здивот ти станува плиток. Можеш да си направиш во ноутс потсетник во кој ќе забележуваш секој пат кога здивот станува плиток. И тука бележи не само ситуација, туку кој збор, која личност или која мисла го крати здивот. Без просудување, само свест. Забележи. И потоа, кога ќе забележиш личноста, зборот или мислата, избери длабок здив наместо старата реакција. Баш јави ми дали имаш и кога и какви промени имаш. Прана Маја Кошата ни вели, животот не е нешто што го имаш, туку нешто што го дишеш. Ништо не можеме да промениме без да го промениме ритамот на внатрешната енергија. Следната епизода не води во светот на Маја Кошата, умот, мислите, верувањата. Ќе зборуваме за меморијата, несвесното и како да разбереме кога умот ни зборува, а кога само е оддек од нешто старо или нешто кое не е наше. Ви благодарам што дишевте со мене.
Овој простор е жив доказ дека здивот е лек, светлина и дом на сите нас. Делете го со некого што го носи денес стегнат градниот кош, кој ги вие рамената или чувствува болки во стомакот. Бидете дел од виталното движење на свесноста и до следното слушање со океанска љубов и за највисоко добро. Намасте!